Добро дојдовте во уште едно моје видео. Во ова видео по не знам кој пат ви одговарам како јас ја поминувам зимата. Значи ево вака ја поминувам зимата, значи јас живеам во природа или во близина на природа. Кога живеете во близина на природа, вие имате многу ресурси за да преживеете. Природата ги нуди тие ресурси. Еден од тие ресурси е и дрвото. Дрвото секако е нешто што ни дава кислород, кога ќе умре се топлиме од него, така да ние едно од нашите други половини или сродни души на овој свет е дрвото, па така ево јас го користам за грејење и сакам да кажам дека јас греам исклучиво суви дрва, затоа што горењето на свежи дрва и убивањето на дрвата јас го сметам како нешто што не е потребно и нешто што ќе ви донесе лоша енергија или карма. Така да јас веќе долги години немам исечено ни едно дрво, па ете успевам да се греам, затоа што во природата има многу суви дрвја. Јас тука живеам во близина и на река, имам таа среќа, фала му на Бога за тоа, па можам да си соберам дрвја од самата река која што ми ги носи. Меѓутоа секаде во природата можете да најдете суви дрвја, само треба малку повеќе да се потрудите и може би било многу добро да почнат да се продаваат суви дрвја. Тоа би било решение за загадувањето во Македонија. Значи, загадувањето во Македонија може да се реши со горење на суви дрвја, затоа што сувите дрвја емитуваат многу помалце јаглеродиоксид или загадување од свежите дрвја. Многу помало загадување нудат. Например, порано луѓето или нашите предци, јас често знам да ги цитирам нив и на некој начин учам од нив. Најголеми учители ми се изминатите генерации, затоа што живееле многу по-чисто. Така да тие најмалку 2 години ги сушеле дрвјата пред да ги употребат, значи им стоеле. Можете да замислите кое трпение тоа и кое планирање тоа. И мислам дека тоа е проблемот со загадувањето, што се користат многу свежи дрвја, кои што енормно загадуваат, ќе се намали загадувањето со употреба на суви дрвја. Тоа околу загадувањето знам дека ни горат тука исто така и токсичен отпад кој што не загадува. Меѓутоа, тоа е нешто што треба да се запре секако. Ако некој има начин како да се влие на тоа, нека предложи, нека пише во коментар, па ќе действуваме и во таа насока. Меѓутоа, за сега можеме барем да гориме суви дрвја и на тој начин да го намалиме загадувањето. Исто така, околу тоа прашање како јас го поминувам зимото, што го добивам пред секоја зима, тоа е дека јас живеам во куќа која што е направена од земја, а земјата е убав изолатор, па така да внатре е секогаш топло и без да запалам оган. Јас оган повеќе палам, затоа што ова ми користи како телевизор на некој начин. Јас седам и си го гледам оглед. Оглед има многу придобивки, ви го елиминира стравот, ви помага да заспиете и секако ви го чисти енергетското поле. Имам снимено видео за огнот. Исто така имам снимено видео и за тоа колку куќата е топла без грејење во јануар месец. Надвор беше -5 и беше замрзнато. Имам како мало езерце тука пред куќата и беше -5 степени, толку покажуваше, а внатре во куќата беше 12 степени, без да имам запален оган. Тоа го покажав на видеото, така да изолацијата на земјата е одлична. Во градот бетонот, како што знаете, нема изолација, картонот исто има слаба изолација со која што ги прават сега новите згради. Гледам дека ставаат стиропор, меѓутоа стиропорот после некое време гори,
односно ги губи и тие мали изолацијски својства што ги има, така да и тоа е една голема превара, а меѓутоа сепак се користи тоа, па можеби луѓето се паметни, јас не знам. Можеби обратно, можеби јас сум паметен, луѓето не се, не знам. Меѓутоа стиропорот мене ми личи на една голема превара и после неколку години и тие мали изолацијски способности што ги нуди ги губи, а се создава огромно ѓубре кога се фрла тој стиропор, затоа што му треба многу долго време да се уништи. Толку околу куќата во која што живеам, за земјата секако еден од најубавите изолацијски материјали на овој свет, затоа и Бог или Креаторот ја послал оваа земја, оваа планета со земја, и самата планета дури може и да се нарече земја, затоа што тоа е материјал кој што е највеќе присутен и би требало сите да го користиме. Значи, ако не друго, можете да си направите малтер од земја. Исто и тоа има објаснено како се прави, значи слама, глина, песок и вода, и да се измачкате куќата, ќе ви помогне во изолацијата многу повеќе отколку од стиропорот. Тоа е мој совет за овие ладни времиња и секако ќе го прочистува воздухот. Меѓутоа, не знам што да кажам на таа тема, луѓето се повеќе или употребуваат вештачки работи или се преклонуваат кон таа вештачка цивилизација, се помалку кон природната, а кон природната уште им остана некој чувство внатре во себе кое што го има, затоа што сме ние потомци на природна цивилизација, а не сме потомци на таа вештачка цивилизација. Така да ние имаме потреба да бидеме во контакт со природа, а тоа можете да го направите преку внесување на дел од природата во вашиот дом и подобрување на изолацијата во вашите куќи, а тоа е со премачкување со малтер од земја, кој што има убави изолацијски способности. Ете, толку околу тоа прашање како ја поминувам јас зимата, еве како ја поминувам. Значи, многу е топло во куќичката, има преубава изолација, а енергијата е секако убава затоа што јас живеам во кружна куќа и на тоа може да се разговара затоа што коцката е единствениот елемент кој што не резонира со околината или со Вселената, значи се задржува внатре, додека сите други облици резонираат, односно енергијата испаѓа од нив. Затоа кога сте во коцка, вие не сте ни во контакт ни со универзумот. Така и тоа, ако ви интересира, може да го истражите, затоа што сега сите живееме во коцки. Како се случи тоа, не знам. Меѓутоа, мислам дека кругот е многу поубава форма од коцката, поради тоа што резонира со универзумот и поради тоа што нема ќошеви каде што може да се задржува енергијата. Ете, и таа тема ја отворивме малку околу обликот. Значи, тоа е за ова видео. Уживам покрај огнот, пијам топло какао и мислам дека на овој начин ќе поминам зимата и плюс ако ми снема дрва може да испаѓам да собирам, меѓутоа природата секогаш нуди дрвја, односно има суви дрвја за собирање, така да и доколку снемам дрвја, јас ќе испаднам и ќе соберам. Тоа е предноста на живење во природа. Ви благодарам, луѓе, да можам јас вака со саат ја зборувам. Ви благодарам на интересот, на прашањата кои што ги добив. Ќе снимам и дополнително видео за повеќе прашања кои што ги добивам кон крајот на месецот или во текот на другата недела, па така да исто така ова видео да го искористам и да ви најавам доколку имате некои прашања, пишете ги во коментар, а јас ќе се потрудам да ви ги одговорам, а најубаво што знам и умеам. Ние се гледаме во некое мое наредно видео или низ нашата убава Македонија.
Поздрав и секое добро!